Никој не ми доаѓа сега. Кој ќе ти дојде сега на ова? Ја не идам. Зашто ти дојдем? Од кај знам кој си, што се или ја па што носам у мене. Така? Така е. Е тоа е. Мора се пазиме. Кажете ми, како се снаѓате сега во време на коронава со животот? Како? Никако. Затворени по цел ден дома? Да се затворени, мора да се пазиш ето. Како комуницирате со децата? По телефон, ви доаѓаат на гости? Обично телефонски, но и носат нешто што треба од Основни работи што ви треба? основниот од пазар што треба нешто. Ако имам нека потреба, се имам потреба, искочи. Иначе доваѓаат децата, внуците кои ќе доваѓаат. Се надевате дека ова ќе заврши еден ден? Дека ќе биде нормален животот повторно? Па како што зборат, Бога ми не. Дали ми се смени начинот? Па не ми се смени, да ти кажем право. Знае зашто? Од основна причина, што ситуацијата е таа што е. Мора да се придржуваш, мора да носиш маска, мораш да не искачаш. А ме ви искачам, пензионери сме ние со жена. Секој ден искачам, си идам на чајче тука, едно бурече, па ќе си одиш дома. Иначе со луѓе, со ова избегавам, значи, некам да... Ја стално ги зезам, метро треба да се носи секој. Метро и креда. Кој ќе застанам, метрото 2 метра, со креда обележувам, стои тамо, ќе правиме муавет. Ова е смак света. Како комуницирате со вашите блиски деца? По телефон? Најчесто по телефон. Да. Ви недостасува на класичниот контекст? Па добро, нормално дека недостасува. Сме се научили, ние тако сме народ. Сме се научили да се дружиме, да седиме. Па негде ќе понекој реки ќе џапнеш, ќе надиш. Сега нема тоа. Сега дома сам, како тутрутка ќе седиш, ќе спиеш една-две, ќе ручаш и цел ден на телевизорот више да ти досади. Искачивме и далински и све, само што се. Верувате дека ова ќе заврши некош? Тешко. Да, се смени, да, се смени. Кажете ми, сега бидејќи се такви условите и такви правилата, како комуницирате со вашите најблиски? Порано да ви доаѓаат на гости, одите или се по Па телефон? на телефон. Све на телефон. Да, све. Ретко така, ама па на телефон. Верувате дека ова ќе заврши? Па ќе заврши, мора. Мора да заврши. Мора. Ние како установа, како и сите впрочем јавни здравствени установи, прво што направивме е испочитувајќи ги нели мерките да ги забраниме посетите. Меѓутоа во нашата институција тоа е да речеме поемотивно од причина што нашите пациенти тука остануваат подолго време на лекување, така да навистина го сочувствуваме тој момент и се обидуваме како институција заедно со здравствените соработници, тоа се социјалните работници и психологот да изнајдеме некои креативни начини се со цел тие и понатаму да останат во контакт иако го нема тој физички контакт. Во установата во сите 4 објекти вкупниот број за сместување е над 300 пациенти. Така да, меѓутоа, нели, со оглед на пандемијата и имајќи ги во предвид насоките страна на Комисијата за заразни болести Министерство за здравство, целиот капацитет на установата не е исполнет. Мораме да имаме неколку резервни, да речеме, простори кои што би биле, нели, како простори за изолација, така да тоа се помалку од 300 лица сместени во установата. Нашиот социјален работник изнајде креативен начин и обезбеди донација од 5 таблети кои што ги има дистрибуирано во сите објекти, во сите 4 објекти во рамки на установата кои што функционираат, се со цел да можат да се видат виртуелно практично нашите пациенти со нивните роднини, тоа навистина најдена одличен одзив, морам да признам. Видете да ви кажам да не се види толку долго време, мислам безсмислено е да речеме дека се спокојни, дефинитивно не, кој да би се ставил во нивна кожа, секако дека тоа е тешко. Станува збор за блиски сродници, мајка, татко, сестра, можеби и слично. И навистина е многу тешко. И ниту една, нели, виртуелна комуникација не го надоместува оној физичкото присуство, меѓутоа мораме да бидеме свесни дека со оглед на тешката ситуација и пандемија за сите нас, наше е да ги заштитиме нашите пациенти, го правиме најдоброто за нив.